излезеше пред очите на публиката, а со текот на годините, заштитниот белек, нејзиниот глас, ги освои симпатиите на сите генерации, од 7 до 77. Многу песни, албуми и хитови се зад неа, преку кои таа покажа дека може да си дозволи да си игра со било каков музички жанр и при тоа да биде и повеќе од добра во тоа. Тоа го потврди и пред речиси 10 години, кога се насочи кон македонските музички корени и не купи за секогаш со нејзините чалгиски, кои го донесоа епитетот македонско девојче. Каролина Гочева речиси секогаш е резервирана кога е нејзиниот живот во прашање, но овој пат ексклузивно за ексклузив зборуваше за својот брак со уметникот Михаел Корубин, за кариерата, за се она што досега сме немале прилика да слушнеме. Здраво, Каролина, чест и задоволство е да те имаме во ексклузив. Прекрасна си како и секогаш. И фала ти. Дали Каролина се чувствува како звезда? Па види, јас водам еден многу нормален живот. Моето секојдневие веројатно не се разликува од секојдневието на повеќето. Така да во тој поглед би можела да кажам дека, не знам, сигурно дека не. Во поглед на оно кое што го работиш како музика, секоја парче музика си го најде својот пат до публиката. Меѓутоа, тебе ако те прашам, која песна можеби ја сметаш за автобиографска или ти е една од најдрагите? Не можам да одвојам ниту една песна. Значи, додека ги создаваме, додека ги снимаме песните, во различен период, различна песна ми е најдрага, најмногу на срце. Што поради, не знам, текстот, што поради тоа што се поклопило со одреден период од мојот живот. Ниту една не бидела правено нужно да биде автобиографска за одреден момент во кој што сме изведувало, но да, се пронаоѓам во некој во повеќето всушност сум била во одреден момент како и сите ние, затоа што главно пеам за нормални љубовни ситуации. Моите песни се главно љубовни, имам доста и тажни песни на кои најмногу имаме реакции на концертите, особено од жените. Овој период тогаш со која песна би си го опишала животот? Па стварно не знам. Не можам да се сетам на стварно. Може би со бели цветови? Па може би да. може би дека моментално е таа најактуелна, нели пред отприлика една недела го промовиравме видеозаписот за бели цветови, која што е како што и ја најавивме една од највеселата всушност песна на последниот албум. Така да, може да биде бели цветови. Знам дека не сакаш да зборуваш за приватниот живот, успешно со години го криеш од јавноста, меѓутоа јас сакам да те прашам која е најголемата лага која што си ја прочитала за себе? Види, не е точно дека сум криела, никогаш ништо не сум криела, баш напротив, за мене секогаш се знаело. Односно се знаело основните работи кои што не можеш да ги сокриеш, доколку немаш причина да ги криеш, се разбира. Сум слушала, сум читала многу лаги и се уште се случува да прочитам нешто што нема тотално никаква врска со вистината. Меѓутоа тоа го свадив како составен дел од мојата работа и со тек на време веќе и престана да ми смета. Во поглед на брачниот живот, каква домаќинка е Каролина? Пере, чисти, пегла? Па добро се, сите тие работи не се на сите нас, нели, секојдневие. Како изгледа едно твое секојдневие? Види, значи знам да потфатам под дома, имам помош, меѓутоа знам да потфатам под дома. Во последно време сакам да готвам. Кој е твојот специјалитет најдобар? Не сум до толку се уште усовршена, меѓутоа сакам да експериментирам и така правам некои работи кои што ги правам добро, така неколку врсти тестенини, правам некои, не знам, правам различни работи кои што. Кој е дењето можеби на Михаел најмногу што му се допаѓа, а ти го готвиш? Па се му се допаѓа. Мора да му се допаѓа. Во поглед на бракот, велат дека двајца уметници тешко може да се спогодат. Како во тој поглед е твојот брак? Па види, ние уште од почеток кога се запознавме, многу фино функциониравме во тој поглед, заради тоа што и двајцата имаме флексибилно работно време. Значи, можеме самите да си одредиме кога сме на одмор, кога работиме. И јас и сопругот во период кога сме зафатени 24/7, меѓутоа во период кога сме слободни можеме баш како сакаме да си го испланираме времето, така да во тој поглед функционираме одлично и супер што така сме се поклопила. Знам дека можеби
Првата помисла е дека двајца уметници тешко функционираат, нели? Меѓутоа, ние баш доста убаво се надополнуваме еден со друг, се советуваме, така да... Вие сте доказ дека тоа може да функционира одлично. Па, добро, мислам дека во повеќето случаи што јас ги знам, тоа функционира добро, така и во нашиот случај сега фала Богу. Ќе те вратам на музиката по извор, кое што е твоето последно, нели, музичко парче, што е она што следува од Каролина. Сега се уште работиме на, нели, ќе снимиме уште неколку видеозаписи во наредниот период кој што предстои. И исто така треба да имаме и промоции на извор надвор од границите на Македонија, на повеќе балкански земји, но за тоа ќе информираме наскоро со точни детали. И за сам крај, што ја прави Каролина срекна бидејќи постојано си насмејана и шириш позитивна енергија? Па, знаеш, ме прават срекна и мали работи, големи работи, ме прават срекна секојдневието со сите луѓе кои што ги сакам. Секој утрински повик на моите внучиња, бидејќи тоа е првото нешто од Сабајле, ми се јавува прво по малата внука Инес, а потоа ми се јавува по големата внука Луција. Секое дружење со пријателите ми се многу важни и се многу важен дел од мојот живот. Речи се подеднако важен како и семејството, и со така семејството многу често да ми во битола, така да не знам, луѓето што ги сакам, од се тоа што го набројав, испаѓа дека луѓето што ги сакам се најважното нешто во мојот живот и она што ме прави срекна и насмеана. Внуките велиш дека ти се најбитното, меѓутоа кога да очекуваме принова од Каролина? Па добро, знаеш, тоа се прашања кои кај нас така се поставуваат, нели? Сега првен беше кога ќе се мажиш, сега следно е кога бебе. Тоа се прашањата кои што се поставуваат онака најлесно. Се разбира добро, убаво би сакале и тоа да се случи, но знаеш, животот самиот си ги планира работите. Ти посакуваме многу среќа и ти благодарам. Фала и тебе. Јас сум Каролина, а вие гледате ексклузив на 1 ТВ.